Почитувани гледачи, добро вечер, ова е Само вистина. Нашата емисија продолжува да биде ТВ формат во кој што се слушаат различни мислења, често пати се кажуваат историски факти, се спротивставуваат аргументи за и против, вербално можеби ќе се нападнат и учесниците, меѓутоа се со една единствена цел нашите дебати да допрат, да донесат што повеќе вистини за процесите кои што се актуелни во Република Македонија, значи за и околу Република Македонија, но секако без интенција да наметнат мислење. Тоа вие, почитувани гледачи, си го градите само врз основа на сите искажувања преку нашите гости. Еве тука на почетокот и да кажам, кога веќе зборуваме дека Само вистина еве безмалку постои цела година од минатиот мај, и да кажам дека е убедливо најгледана дебатна емисија во сооднос со останатите дебатни емисии од овој формат со 1:2, 1:3, некојаш и 1:4 или 4 пати повеќе гледаност како сакате. Вечерашнава дебата ќе ја водиме и главно ќе се одвива околу тезата: има ли Македонија алтернатива на Европската унија и на НАТО, или што доколку не клониме кон овие два меѓународни клуба, што би се случило, како би се случило, и се тоа во светлото на актуелниот процес динамизиран околу прашањето за надминување на спорот со Грција, околу разликите што двете земји ги имаат околу потребата на нашето уставно име. Наши вечерашни гости се колумнистот, режисерот, писателот Александар Русјаков. Русјаков, добро вечер, благодариме што ја прифативте поканата. Прв пат сте во Само вистина. И професорот, историчарот Стефан Влахов Мицов. Вие, господине Мицов, трет пат ни гостувате во Само вистина. Да, трет пат. Благодарам што ја така и благодарам и до вас што ја прифативте поканата. Господине Мицов, ќе прашам како интелектуалец, еве актуелен е процесот за надминување на спорот со името, некако одат натаму нештата дека и ќе се промени уставното име на Република Македонија. За неколку дена, за 10 дена од прилика, најавена е посета на грчкиот министер за надворешни работи Козијас, кој што треба да го донесе тој предлог документ, предлог договор, како да го кажеме, од неколку точки. Прво беа 4, па ќе видиме дали ќе се остане на 4, кој што треба да е рамката за постигнување на компромис меѓу двете земји. Како гледате на оваа ситуација и вашата единствена Македонија, да не заборавам да споменам? Сега да. Ја формиравте таа партија. Да, јас како представник на партијата Единствена Македонија. Сега јас прво сакам да кажам тоа, дека некои многу брзат. И политичари, не само политичари, многу брзат да наметнат дека ќе има решение за името на штета на Македонија, дека ќе се мене устава и така натаму. Јас на тие бих им кажал да не истрчуват. Да не истрчуват, пошто работите како ќе се одвиват, може да не се одвиват како во нивна полза. Така што проблемот на вистина, сега ако гледаме одговорно, дека и врхушките на СДСМ и на ВМРО ДПМН туркат уште од почетокот на своето создаване, туркат Македонија кон на уништување. Тие монополизира политичкиот живот, 27 години са го монополизирали. Тие дојдоа со каква цел? Со две политички цели, секој имаше посебна политичка цел, но имаше една економска цел. Едната економска цел беше да крадат. Уште од почетокот до сега да крадат и едните и другите. А политичката цел на ВМРО ДПМН беше создаване на една бугарска Македонија. И затоа и Лјупчо Ѓорѓевски призна неодавна дека пола од партијата била бугарашка, а 2/3 од партиското раководство били бугараши. Сега Господине Мицов, ако не беше единствена Македонија и да не сте член нејзин, така, а малку да ве вратам назад, кога ги поддржувавте политиките на ВМРО ДПМН, ќе го зборувавте ова исто? Така, сега, пошто ми викате дека сум поддржувал политиките на ВМРО. Мора да се каже што сум поддржувал јас. Јас уште од почетокот на управувањето на ВМРО, мојата критика беше за тоа дека не е доволно патриотска партија, дека прави се во улога на Западот, на САД, НАТО и Европската унија. Тоа може да го прочитате още од 2007 година, 2008, 2009, колумните во време и натаму тие се објавени во книги. Так, што сум поддржувал? Поддржувал сум, например, проектот 2014, Скопје 2014 во
првиот му формат, ако се сеќавате во првиот формат, со не толку споменици, со некој па не е тоа, и кога стана од сите страни, јас бев еден од првите кои кажах дека тие фигури по мостовите, тоа е претерано и е циркузанско. Тоа јас го кажав, го имам напишано и во книга Држава како се гради и брани во 2013. Така што, ако сакаме да бидеме, значи, со еден збор, и јас сум поддржувал тоа што сум мислел дека и мислам дека е било, иако малко, но патриотско во оправувањето на ВМРО. И сум споредувал оправувањето на ВМРО со оправувањето на СДС. Така што, сега, дали се слуша? Сега нешто се слушали малку. Зашо вела малку? Затоа што во 2009 година пишувах дека мора да се сврти вниманието кон Русија и кон Турција. Тоа почна да се свртува неколку години подоцна. Во 2008 уште пишувах дека мора, само што јас мислех дека мора во владите, која и да е влада на Македонија, да има тројца од диаспората министри. Тие прифатија одвај во 2011 тројца пратеници да бъдат. Така што тоа са мои идеи напишени. А јас не сум, јас сум обичен човек. Така што, но проблемот е тоа, затоа јас се враќам, дека тие и едните и другите сака тоа, едните сака да прават бугарска Македонија, други се замара оште во почетокот на 90 години со остаточна Југославија, но така или инако и едните и другите свртуваа кон Западот. Кон тоа свртува. И зашо свртува кон Западот? Пошто уште во 1990 Ноам Чомски кажа, кој е паметен знае. Уште тоа па да му дадеме можност на почетокот. Добро, ќе му дадеме сега, се извинувам, само со една реченица. Тој кажа во 90-та година дека Западна Европа ќе бара во Источна Европа колонии. Тука ќе завршам. И таа си ги најде колонии, сега Источна Европа е колонија на Европската унија. Добро, ќе ги развиеме овие тези што ги изнесувате, господине Русјаков. Да беа живи во телевизиска смисла едноги, вие често во вашите написи, колумни, во вашите јавни настапи зборувате дека сето ова што се случува во Македонија, не само во Македонија, во регионот, бидејќи големите сили све повеќе не гледаат од регионален аспект, некако посебни држави сме премали за да не гледаат секоја од земјите поединечно, велите дека сето ова масло на ција. Доколку направевте една ција верзија на еднооки, кои ќе беа најпозитивните улоги, кои ќе беа најнегативните и кој ќе беше политичарот со еднооко? Еднооки си имаат своји ција херои, се викаат Џони и Џими, тие функционираа 11 години додека постоеше серијата Еднооки. Јас се надевам дека таа ќе се врати еден ден, затоа што има совршено многу материјал да се работи. Но Оно што е реалноста, не само во однос на Македонија, а односно на целиот свет, оно што го кажа Стефан, односно цитирајќи го Ноам Чомски, дека Источна Европа, особено Балканскиот полуостров, се новите колонии на новата империја, глобалистичка империја. Јас ја нарекувам не цијашка држава. Јас кажав за Тиранската платформа. За некој, ја видов најавата. Тиранската платформа е цијашка, ќе ви објаснам и зошто, но не се работи за дека Ција е само еден дел од тој deep state. Сакаме една аналогија, нели, да направиме, нели, со еднооки, кој ќе беше најпозитивниот, кој најнегативниот. А нема веќе не се работи. Кој ќе беше политичарот со еднооко. Сега живееме во време кога нема еден лик кој што е добар и еден лик кој што е лош, кој што нас ни продаваа дека Груевски е лошиот, Заев е добриот или обратно. Сега е време кога злото е глобално, злото е здружено, злото поврзано со парите и со моќта, затоа што тоа се две различни работи. Парите произлегуваат од моќта, но моќта е многу пострашна. Турка една агенда, планетарна агенда за уништување на идентитетите на луѓето, не само како народи, него целосно уништување на идентитетите, културолошките разлики, традиционалните разлики, со цел да создадат едно глобално општество на полуроботи, односно робови. Класични робови кои што ќе служат само, ја тоа го викам, да јадат, да вршат нужда, да работат и да учествуваат во потрошувачкото општество. Ништо да не размислуваат. Тоа е глобалната идеја која што полека умира со
појавата на биполарниот свет, затоа што они сакаа. Сметате дека нашиве две водечки партии на политичката сцена, или СДСМ и ВМРО ДПМН, немале можност или немаат можност да се спротивстават, се некако ми прозвучи дека двете ги ставате во исти кош, иако знаеме дека вие, господин Русјаков, излегувавте со поддршка нели на политиките на не само ВМРО и СДСМ, не политиките. Кој толку ве налути од ВМРО ДПМН? Кој ви изгазна толку на Груевски или некој друг? Тука станува принципиелно кажано, тука станува збор за политика. Не затоа што во јавноста не за тоа. Така да поврзуваат, затоа ви даваме можност. Во јавноста добро види, за разлика од вас, во јавноста добро поврзуваат едниот и другиот, нали сега. Вие не правите шпекулации. Па правите, сега пошо, вие еди шо си тоа, тие финти ми се познати на вашата телевизија, познати са ми, немојте да тоа. Сега знам. Кое знам, сега да не зборам што знам. Така што јас не сум во грешка. Јас не сум во грешка, вие сте во грешка, како се свртехте, ви го кажав за Канал 5 се сврте, сега се свртува и сите. И знаеме кој. Да, знаете можност. Емисијата на сите да излезат и да се ги кажат своите ставови. Вашите емисии секој ден со кого се вашите емисии? На 10, добро, да 3 пати за една година. Па не е година, не е година, па од мај почнавме минатата година. Па точно така, како од мај. Од претходно тоа, станува збор за тоа. Селективен сте во гостите, признајте и сами сега јавно. Признавам, не сакам да бидам со идиоти, пошо вашите гости са пред се идиоти. Ете тоа, директно ви го кажам. Директно ви го кажам. Нивото си е ниво. Вие мора да го задржите. Така што вие мора да знаете како се мора. Така, значи ја она што го зборував, не зборував за СДСМ и ВМРО, меѓутоа дека ме прозивате за СДСМ и ВМРО, ќе ви одговорам. Јас зборував за глобалниот свет. За глобалниот свет и за тоа дека не гледате како некоја партија што злото наречено Deep State. Сега ВМРО, ДПМН и СДСМ. Јас никогаш не сум се срамел да пошто тоа е моје демократско право, да сум кажал дека за овие изминати години сум гласал за ВМРО ДПМН. Многу што сум среќен што можам да кажам дека и ова последново гласање не гласав за социјалдемократскиот свет. Друго сакам да кажам. Меѓутоа, начинот на кој што се презентираат работите во јавност, односно во Македонија се создаде онаа биполарност каде што секогаш она што ќе го каже јавноста, односно Фејсбукот или одредени новинари, му се лепи етикета на другиот и така јас станав ВМРО-вец, не знам, Стефан стана ВМРО-вец или не знам, оној другиот станал, Билјана Ванковска едно време беше СДСМовка или не знам што. Меѓутоа, реалноста е што никој внимателно, кој што сака да анализира, не ги чита ставовите. Ја и сега кога се смени власта, им напишав колумна во која што им кажа: ја, како и претходниот пат, нема да коментирам економија, образование, здравство, така, затоа што мене тоа не ме интересира, посебно не ме интересира економија. Ке си го коментирам она за што ја почнав да пишувам колумни, а тоа беше името, идентитетот, националните прашања кои што сакаат да ги затворат на наша штета. За време на ВМРО бев страшен противник на нивната политика за продолжување на разговорите околу разликите. Ужасно се противев и тоа е најголемото зло што ВМРО го произнесе, а тоа е идејата за референдум кој што вие најверојатно ќе ја прифатат. Тоа е велепредавство ќе биде големо. Страшно се бунев кога Македонија во нивно време гласаше неутрално во Обединените нации кога Русија побара осуда за фашизмот, што е преседан на онака погазување на основските принципи комплетно. А СДСМ на прашањето ја што го добив од една моја пријателка која што беше член на Шарената револуција, ме праша: добро, зошто толку го поддржуваш ВМРО ДПМН? Мојот одговор беше ваков: погрешна е перцепцијата. Јас не го поддржувам толку ВМРО ДПМН колку што сум против вашата опција. Така што тоа господин Русјаков, и вие велите, значи таков печаток е стекнат во јавноста, затоа и му споменав на господинот Влахов Мицов. Не ме интересира. Перцепцијата е таква. И мене некојаш ме велат ВМРО-вка СДСМовка и тоа е тоа. Немам никаков проблем со етикетите, што сите ми ги лепат. Јас тоа сакам да кажам. Сите знаат кој е во Македонија. Зашто дел од нашите гости сте ги нарекле идиоти. Точно така. Сепак јас сакам да го задржиме нивото. Нивото ќе го задржиме пред се, ќе го задржите и вие нивото со тоа кого каните. Ете, со тоа ќе го задржите нивото. Прво. Ето тоа ќе кажам. Ние се одлучуваме кој ќе го каниме. Па вие одлучувате. Ваша одговорност. Нашата емисија е отворена за сите да се слушаат. Отворена селективно. Отворена селективно гледате дека имаме поддршка кај гледачите. Бројките го говорат, не е нашата желба. Бројките го говорат, знаете како се прават бројки? Ајде немојте сега да ми говорите. И тоа е прво лага дека вие сте најгледано предавање. Ајде немојте. Не е тоа како лага, па ќе проверите, не. Ќе проверите, ќе ви кажеме. А кој ви ги прави рейтинзите? Ајде да не збориме, пошто јас видите сега. Вие сте
новинар, јас сум професионалист точно за тие како се мерат и рейтинзи. Така што вие може само да се изборите и да прашате прашања. Странска агенција, точно странска. Именно баш. Ќе се дојдам на думата. Баш странска агенција. Таа странска агенција вели дека 85 од 100 од македонците сакат НАТО. Тие странски агенции кажат дека 90 од 100 тие мерат рейтинзите. А зашо странска агенција? И која, ајде, ако смеам да питам, прашам. Англиска? Значи, таа е Нилсен агенција што ги мери, значи, и во Бугарија и на секој Па да, и во Бугарија истото, така да, така, на Балканот. Значи, ќе ви кажеме факти, господине. Фактите ги знам, по-добро од вас. Така што не моите се факти да се замара. Ајде прашајте. Да ви кажам искрено, еве вие подигнувате гледаност, господине Влахов Мицов. Сега лажни ли се тие овако? Видите сега, тоа дали подигнува... Сега дали подигнуваме или не, да ви гледаат и вашите тези да ги слушаат. Тоа е друга работа. Прашајте што си е таму новинарски и толку. Да, добро. Не се замарайте со работи кои не се ваша работа. Како не се моја работа, па сакам да знам рейтинзите и другите работи, вие не сме на добар пат или не сме на добар пат. Тие кога началниците ви кажат как сте, вие таму се свртувате. Да, не се началници како началници. Ајде, знаеме. Не се началниците беа минато се надам. А сега нема началници. Ајде сега да се вратиме на она што е тема и што е носечка тема во нашата самовистина. Видовме дека деновиве неколку интелектуалци, околу над 200, праќаат отворено писмо до политичарите. Вие, господине Русјаков, на вашата социјална мрежа на Facebook, практично на вашиот профил излеговте со поддршка. Не знам дали го подпишавте тоа. Господине Мицов, вие го подпишавте ли тоа отворено писмо од неколку интелектуалци? Јас подпишав во септември, подпишах тоа 26 професори историчари кои подписахме против договор со Бугарија, против средбите и тоа е така. Сега, јас за тоа саках да кажам дека не го подпишавте дека тоа последното писмо што е сега тоа последното не го подпишав. Зошто? А ќе го подпишете? Сега видите. Јас како и партијата од која делувам, Единствена Македонија сме на принципот не на ветување, а на остварување. Сега, тоа има многу голема разлика. Многу голема разлика. Сега, кога станува збори за протести и тоа, кажете ми од почетокот на 90-тите години до сега, протести организирани и од едната и од другата монополистичка партија, дали се донели некаков пресврт во Македонија? Протести во врска со референцата за приманот во Обединените нации, протести во врска со 2001 година и тоа. Но тоа е демократско право на секој ден да се предизвика вниманието на јавноста, да се испрати порака. Сега, прашањето е тоа, дека пораки се праќат, но тие монополистичките елити кои се окупирали државата, СДСМ и ВМРО ДПМН, значи, тие пораки не ги прифаќат. И кога не ги прифаќат, значи, тие шо прават? Тие прават практично се за да се уништи Македонија, наводно се борат еден со друг, а инако се, значи, исти по отношение на тоа. Нешто значат, ке се согласиме, господине Влахов, мислам да извршат притисок, да дадат поддршка кон одредени политичари, политики и тоа. Вие се сеќавате за протестите во Руманија, кога беше донесен закон за тие криминалците да бидат аболицирани и тоа. Протестот, законот го донесува по полнок. Го донесува наводно и тоа зимата, за да нема тоа. По 1 сат и пола се собраа 30.000 луѓе пред собранието романското. 2-3 сата подоцна тие стана 100. Идниот ден стана 150.000. Така, целиот Букуреш беше окупиран и беше даден ултиматум да бъде повлечен законот. Тоест, не збориме за протести кои са по 2-3 сата, како беше заедничка Македонија и потоа, ајде дома одете си. Не. Ултиматум. Еве, тоа е протест. Ултиматум. Еве, дали заедничка Единствена Македонија ќе организира такви протести, кај што велите нема да се оди, ќе трае во континуитет. Сега, значи, јас сакам само, еве, тоа е... Така преминам на господин Русјаков. Сега. Тоа е флаерот на Единствена Македонија, тоа е кратката програма во 6 страни, која ќе ви го ја понударам. Нали така, значи за почеток во 100.000 примероци која шириме и тоа. Значи, разликата тука од сите
споредба со сите други, не само македонски политички партии, туку и партии во Источна Европа, е дека ние ставаме во својата програма целосно ревидирање на тој процес од 1991 година до денес. И политички и економски, со еден збор. Значи, политички, поништување на всички, кога се почна од Устава, со сите закони и тоа кои се донесени на штета на македонскиот народ и македонската држава. Второ, криминална приватизација, посткриминална приватизација, сето тоа со закони, казнување, целосна конфискација на имуштеството, тоест, и ние велиме така, во Македонија е потребна национална револуција за ослободување, како во 1944 година, и социјална за ослободување од тие социјални. И работите се поврзани. Ние сега не може да збориме само име и тоа кога не ги гледаме. Значи ни пријателите на Македонија. Нема идеалистички, нема 21 веќе. Светот се менува секојдневно. Кој свет се менува? Верувате ли вие во таква револуција? Револуција ќе има. Вие може да не верувате, ама тоа е потешко за вас. Револуција ќе има. И сега јас не случајно во 1997 година напишав една книга за кој некој ме исмејува. Тогаш таа беше 20 век ќе биде воиднина. 20 век. Тоа е објавено во Бугарија. И тогаш би како бе, ние сме крајот на 20 век, сега 21 век ќе биде потежок од това. Ќе се случи тоа кое не е било и во 20 век. Ајде сега добро е дека има такви предавања за да гледаме кога помине време како ќе се одвијат работи. Добро, ќе видиме и овие емисии јавниот збор тежи и треба да се цени тој како се зборува. Господин Русјаков ги спомена господинот Влахов Мицов протестите во Македонија. Едни од тие протести беа за заедничка Македонија, видовме како се завршија. Вие тој ден, се сакам малку да ве вратам назад на 27 април, бевте таму оние денови кога можев да одам. Кога сте можеле да одите, меѓутоа еве бевте надвор, не влеговте во собранието во тој чин или момент што се случи. Може ли еве да ни кажете вие и вашиот нели партнер околу едноки, господинот Борис Дамовски, да, се извинувам, во моментот ми побегна мислата, е се уште во притвор. Како гледате еве на таа ситуација? Можеше ли да не дојдат работите до тој степен? Можеше ако не беше наместено. За мене е тоа полициска монтирана како се вика тоа игра. Не случајно беше избран 27 април да го направи тоа што го направија. Најпрво, кој го направи? Само момент, ќе ви кажам, секи ви одговор. Мене, извинете, само задржете се мислата, одгоре ме предупредува, треба веќе реклами да најавам, па после ја имаме цела емисија на располагање. Реклами ви молам. Почитувани, продолжуваме со самовистина. Гости во вечерашната дебата, писателот, колумнистот, режисерот Александар Русјаков и професорот по историја господинот Стефан Влахов Мицов и член нели на партијата Единствена Македонија. Господин Русјаков, пред рекламниот блок ве прекинав нели околу настаните на 27 април, рековте сте биле надвор. 36 имаме приведени, односно обвинети за делото тероризам. Како гледате нови работи? Вие некако ги поврзувавте со сатанизам тие работи, барем пишувавте така по социјалните мрежи. Може ли еве уште еднаш да го објасниме тоа? Јас тоа така само го нарекувам сатанизам, но сега ќе ви објаснам што сакам да кажам. Станува збор за монтиран случај, станува збор за тотално политичка местенка, станува збор за праќање порака и сега изопачената моќ, ја пред се така ја викам, или оно што за мене е зло, сатанското, изопачената моќ, планетарната, дип стейтот, со кој што сака да го владее светот, но наскоро ќе го загуби тоа, љуби символика и затоа токму беше избран 27 април, затоа што они практично ја започнаа политичката криза
нели булдожерот Бејли кој што беше дојден од Таксим, од Турција, човек булдожер, цијаш, таков спремен да подготви терен, да го разори теренот и да направи голема катастрофа на теренот, кај што е нормално Турција многу појака држава и многу посилни карактери, очигледно многу по самосвесни политичари за разлика од нашиве, кои што уцвикаа, веројатно и се подкупени, веројатно голем дел од нив се фатени со валкани гаќи, но тие изопачената моќ љуби символи. Кризата ја започнаа со непризнавање на изборите 2014 година на 27 април. Тоа го завршија, својот круг го завршија на 27 април, кога секој нормален инспектор, ја уште како дете сакав да го читам Шерлок Холмс, така што ми остана дека секој нормален инспектор сега ќе имаше кривичен процес против А како оние со кругови или работат против одредени кругови во општеството? Против политичките партии што се во парламент и против американскиот амбасадор, затоа што Заедничка Македонија излегуваше во 5 часот. До 7 часот, како што кажа Стефан Влахов Мицов, се враќа секој по дома. Собранието работи од 10 часот наутро, тоа до, не знам тамо, до 5 часот, не знам до колку име. Зошто парламентарното тогашното парламентарно малцинство на СДСМ плюс ДУИ не го гласаа во 11 часот? Зошто чекаат да дојдат граѓаните да се соберат, па потоа наеднаш почна да се пее химна на туѓа држава, што е чин против државата, криминален чин против државата, кое што културно-уметничкото друштво ВМРО ДПМН тогаш го проследи со викање уа ништо друго, иако треба да исклучат микрофон, да реагираат како што се реагира во светските западните цивилизации и парламенти, во британскиот се. Зошто се ВМРО ДПМН е културно-уметничко друштво? Затоа што аплаудира од страна и вика уа, не превзема ништо, не го исклучија микрофонот, не рипна како во нормалниот, како во нормалниот британски парламент да се фрлаат столици. Тоа е нормална демократија, така функционира светската демократија. Паѓа и ќотек понекогаш, затоа што тие се под имунитет и тие можат да го направат тоа и тоа имаат право од народот доделен. Меѓутоа, они стојат британскиот парламент, ја мислам дека нема се вака додека прават, проверете си. Се нешто има по парламентите. И сега, они што направија? Го разгневија народот, го изгласа, уште едно злосторничко здружување, пребројте ги гласовите, 49 се, ако не ги броиме двете раце на Шилегов, ама пак се 50. И некој ги отвори вратите. Народот веќе беше збеснат и не можеше никој да го контролира и се случи тоа што се случи. Иако 90% од граѓаните беа во салата, а оние што тепаа со маски не знаеме, кои си не знаеме дали се фатени. Поентата е дека со целата таа местенка требаше да се уништи силата на Заедничка Македонија која покажа сила, меѓутоа покажа сила која што е за разлика од хистеријата претходно што беше покажана со другите протести, овде беше све сконцентрирано на љубов и мир, затоа што се зборуваше за Заедничка Македонија, за заедништво и за љубов. Дури немаше ни ѓубре оставено после протестите. Вие, господин Јаков, зборувате за местенка, дека била наместена ситуацијата. И ќе биде, наскоро ќе ја видите, наскоро еден ден 27. Една емисија господин Адамовски кога дојде пред апсењето неколку емисии истото го кажа. Еден ден 27 април ќе биде денот на Уставот на Република Македонија, а Борис Дамовски, Владо Јовановски, Богдан Илиевски, Игор Дурловски ќе бидат хероите, новите постасновски херои. Затоа што неправедно се во политички монтиран процес. Со која цел беше тоа направено? Две работи, за да ја покаже изопачената моќ, својата моќ, а псејки врвни уметници и интелектуалци, значи светски признати, нешто што самите не се, ама бидејќи си изопачени така размислуваат, а втората порака беше до граѓаните на Република Македонија. Секој утре што ќе ја брани унитарноста на Република Македонија, уставот, законот, името, идентитетот, химната, знамето ќе заврши вака. И сега како размислува обичниот граѓанин кој што се соочува со секојдневни проблеми, ако може Игор Дурловски да го затворат, што ќе биде со мене? Тоа е целата слика. Јаков, вие неодамна бевте во Канада, сега сакам да ве пратам, рековте дека имало таму протест, нели? Обединените македонци, така ќе има сега за почетокот на март и во Европа се организираат од нашата диаспора од македонците во светот. Рековте дека околу 6000 македонци имало. Сега излегува во Камбера. Во Камбера. Пред некој ден. Околу 6000 македонци. Да. Сега, еве, ова бројкава зошто ја кажувам за господинот Влахов Мицов. Вие, господин Мицов, еднаш кога се слушнавме исто за да ве поканам да ми гостувате, рековте дека сте многу растрчани околу конципирањето на партијата Единствена Македонија. Рековте дека има интерес, значи сепак бројноста значи многу. Бројноста значи многу, но
Каков е интересот еве за единствена Македонија? Сега, интересот е навистина голем, ама зашо е голем? Голем е за тоа што вие тука ќе видите, ние не значи не зборуваме илюзорни работи, ние зборуваме факти, работи кои ќе ги исполниме по цената на се. Ама тоа не е во... Имате ли толкава сила, имате ли толкава поддршка од граѓаните? Значи, ние имаме таква упорност. Тука не става, заедничка Македонија излегува по 60.000 луѓе. Така. Но, тука битно е дали имаш упорност да си браниш државата. Ние сме деци. Чекайте. Добро, 78 дена излегува. Така е. Но, значи, ние сме цврсто, не е така вака, цврсто против САД, НАТО и Европската унија. Цврсто за стратешки договор со Русија за влегување во Евроазијската економска унија. Цврсто за социјално расчистување. Јас сега ќе ви кажам, ето тоа, сега за 2016 година. 1% од македонските граѓани са земали просечна плата од 4180 евра, 1%. 99%, значи останатите, са земали просечно 262 евро. Тоа е 16 пати разлика. Во 2016 година 36 луѓе, имењата им се знаат, 36 луѓе, пошто тоа се официјални данни, имали печалба по повеќе од 30 милиони евра, секој од нив, а истовремено 483 илјади македонци са вклучени во графата сиромашни. Ете, тоа нема да биде. Сега вие може да ми викате, вие граѓаните не го знаат тоа. Граѓани тие што живеат со 100 евра плата, значи тоа се зборувало и во емисијата Самовистина. 100 евра плата, ама граѓаните не знаат дека кога живеат со 100 евра плата, дека други живеат со повеќе од 30 милиони на година печалба. Тоа не го знаат, се слушнали. Еве сега. И тука Груевски шо се фалиш? Дека отворил работни места во Источна Македонија за 100 евра плата. Истовременно и субвенционирани и така. 100 евра. Истовременно во тој период, така, репресираниот наводници Заев, нали, самиот призна дека имал 12 милиона евра печалба. Сега колку е вистината, тој толку призна. Сега за обратите, внимание, направите разлика. 100 евра плата едниот, другиот, значи, овозможено му е да има 12 милиони. Ете, тоа нешто во Македонија, шо мислите, 21 или 23, таа работа нема да биде, госпожо. Нема. Ете, тоа ти е. Сакате, не сакате. На колку ќе подигнете платата, господине Мицов? Само ова сега да не испадне како интервју и правиме промоција на единствена Македонија. Тука не станува збор. Нема да има разлика, еден да нема за корка леп, а друг да се чуди со тоа како и со владиците. Нема да има така со јахти да има. Колкав е долгот кон странство? Околу 5 милиарди евра се зборува. Знам, еве сега ќе ви го кажам точно. Долгот на Македонија е 5 милиарди 438 или 826 евра и составува 50, чекайте сега, 57,88 од БДП, а во 2009, значи 8 години порано е бил 1 милиард 770 милиони евра, т.е. 26,2, значи два пати. Два пати, со шок би го покрили. Со тоа шо, значи, ние практично во Македонија сега немаме тоа, немаме економија. Таа економија намерно беше уништена од со тие договори со економската Европската унија, пошто тие има интерес да уништат, значи да уништат македонската економија и да направат не само Македонија, туку останатите земји од Балканот да ги направат колонии. Ете, тоа е прашањето. Сега, само еден пример. Вие гледате тука со нафта, со гледа тоа. Русија нуди и уште од минатата година, а сега во крајот на 2017 закон, кој не влегува да влезе во Евроазијската унија, туку да потпише договор со неја, добива 50 од 100. 50 од 100 од богатствата, природните и така. Сега, ние шо правиме? Ние одите во магазин.
Ојте во магазин, има германски, француски, шпански, секакви тоа производи. Македонски производи малку има. Еве сега за минатата година 2017. Трговијата е отворена, господине, подписници сме на чекајте сега, видите сега подписници се и така. Ама кој ги подпиша, бе, госпожо? Кој ги подпиша? Ние со вас двајцата. Кој ги подпиша, кој имаше интерес? Точно, ама нали за интересно збор. Чекајте само да ми тоа. Еве, значи за минатата година има околу 2 милиарда евра трговски дефицит. Мего тоа кое е увозот 420 милиарди денари, а извозот 308 милиарди. Ние немаме економија. А зашо? Затоа што намерно е уништен, ама со кого е тоа? Со тие кои са владеели 27 години. Па сега 27 години владеат само СДС и ВМРО, некој друг владее. Господине Влахов Мицов, ќе разговараме ние за изјавите на Лавров сега пред ден. Два сигурно сте ги прочитале. Дали тие ви влеваат надеж дека ние Македонија може еве да се подпре на руска поддршка, да речеме? Ние мора пред се да се подпреме, аз секогаш сум кажал да се подпреме на себе. Добро, да се подпреме на себе, меѓутоа да чекаме, ние тоа чекаме, ние се од таму да ни помогнат, од таму да ни помогнат, ние чекаме некој Big Brother, некој голем брат, од таму, од ваму и затоа сме тук. Инаку, пред да продолжам со емисија, морам да ви кажам дека делови од овие луѓе што се подпишани ново отворено писмо, а ни биле гости во емисијата, многу ви се лутат за ова што така ги оквалификувавте. И има па и коментари за вас што не ги пуштаме во јавноста. Добро, видите сега. Секој се зборува за тоа, велам, да. Секој може да се изборува. Секој може да се изборува. Јас многу добро знам кој доаѓа тука кај вас и какви ставови има. Мако, добро, различни ставови. Различни ставови. Некој може би за вас ке рече, за мене и за господинот Јаков. И тие ставови кои како се подплатени. И тоа го знам. А вие подплатени ли сте? Не сум. Јас имам само една плата. Ама други, вклучително и од тоа, тие кои ви беа гости скоро, па и некои тука вчера или завтра, не знам как беше, тие добро знам од како добијат. Сега ако почнеме со факти, со документи, телевизијата ќе биде закриена. Не, за тоа, напротив, значи чисто сакаме да слушнеме размислување, да понудиме нели и вакви и такви размислувања, јавноста си цени и си одлучува. Господине Русјаков, вие развивате теза дека се прават одредени спинови во однос на прашањето за името, зошто сега се вели нели ова е периодот што сега мора да се реши баш така спинови. Да, само спинови. Само спинови. Велете дека е цел овој процес некако поврзан и спинерски процес. Дека во Обединетите нации нели може и на поинаков начин да се реши името, верувате во тоа, иако еве и луѓе што биле за прекина разговорите. Еве повелете, кажете која е вашата позиција? Мојата позиција е подитно да се прекинат разговорите со Грција и да се бара прием во Обединетите нации под уставното име. А тоа дали ќе имплицира невлегување во ЕУ и НАТО, баш ми е гајле. Тоа е мојот став. Нека ми објаснат они прво мене, нека ме убедат што е корист од ЕУ и од НАТО. Прва работа, втора работа, нека ме убедат мене или вас, еве да речеме, нека ве убедат дека е добро да се вработите во телевизија, ама претходно треба да му сексуално да го обслужите газдата. Тоа се вика физичко сексуално насилство. Така, еве врз нас прават духовно насилство, кое во однос на духовното насилство, сексуалното насилство е ништо. Затоа што е телесно и проаѓа. Ова е директно духовно насилство, односно нов холокауст. Но еве дали господин Русјаков ние би можеле сами како Македонија со сите овие перформанси. Прво зошто сами? Да. Прво зошто сами? Најидиотската работа што ни мантраат 27 години, најидиотската работа е дека реченицата Македонија нема друга алтернатива. Затоа е носечкото прашање, вече не има ли Македонија друга алтернатива? Прво дали знаете дека таа реченица е нелогична. Таа реченица не може да се изговори. Во нормален свет, ако зборуваат интелектуалци, филозофи и наши будалести политичари, таа реченица не може да се изговори затоа што алтернативата само по себе значи избор. Но тука има консензус, нели за сите политички партии, независно од политичката или етничката провиненција. Они имаат консензус меѓу себе. Немаат консензус, нити го ставиле тоа на референдум, нити знаат какво е расположението на граѓаните, вадат анкети кои што се лажни. Така што има анкети, аве сега последните се дека над 60%, факт е дека се стопила нели поддршката на јавноста за членство во НАТО и во некаде околу 62%. Ја ќе ви кажам 75% се за зачувување на уставното име. Од дури и 5% од вкупните број на албанци се против промена на име. И сега како ќе може би анкета да им направам 1300 соговорници на испитаници. Не верувате на анкета, еве Владимир Божиновски излезе последен со дека на никоја анкета не верувам повеќе.
На никоја анкета, затоа што се покажа во изминатите 20 години дека ги Кога ви се нарушила манипулираат. довербата во анкетите, господине Русјаков? Не знам, точно ја никогаш не ми интересирале анкети, нити сум ги следел анкетите. На крајот на кришта најдобра анкета е кога ќе го видиш расположението на луѓето. Меѓутоа, јас да се вратиме на темата. Што е тоа што они, како мене ќе ме убедат дека ЕУ и НАТО се места каде што јас треба да влезам, кога тие две организации ги погазуваат сите основни човекови права, вршејќи геноцид врз македонскиот идентитет. Тоа ни го бараат јавно, јасно и гласно ни го кажуваат. Сменете го името, а во пакет со името оди јазикот, нацијата, придавките, не знам што, пак ќе влезе таму. Од тука натаму премиерот нема... Заев вчера во изјава, нели во интервју за австриското радио ОРФ рече дека за идентитетот не се преговара. Ма немој, молим те. На кого тоа ќе му го продаде? Господинот Заев во Турција ја посрамоти, ја понижи Република Македонија, кажувајќи дека ќе прифатил име кое што им одговара на ЕУ и НАТО. Ја ги имам преживеано Црвенковски, Георгиевски, Бучковски, Груевски, такво понижување јавно немало до сега. Како така, што значи тоа ЕУ и НАТО? Анализирали некој во држава, се прашали некој зошто излезе Британската империја од ЕУ и НАТО? Знае ли некој каква е моќта на Британската империја? Знаат ли некој тука дека Британската империја не размислува од денес за утре како македонските политичари? Или кој како останува во НАТО, излегува од ЕУ, но останува НАТО дури има корист. Во моментот кога ќе знае дека нема никаква корист или кога ќе знае дека ќе се распадне Европската унија, како што британците знаат, станува збор за сериозна империја, така и ќе го напуштат и НАТО. НАТО само по себе е завршена приказна која што сега постои само за да окупира. НАТО имаше логика кога беа два блока. Како не лажат нас тука? Зашто ние НАТО влезат во НАТО? Заради што? Заради безбедноста? Така? Да. Од која безбедност? Ние сме обкружени со НАТО членки. Кој ќе не нападне? НАТО? Треба да влеземе во НАТО за да не нападне НАТО, ако е така нека ни кажат. Или која е вистината? Што сите овие големи демократија, јас ќе ви кажам која е вистината. Сите големи демократи не се осмелуваат да го кажат тоа јавно, ама го зборат меѓу себе тајно. Они вака го лажат народот. Ако не влеземе во НАТО, албанците вака ќе ни направат, така ќе ни направат. Затоа ги користат албанците како страшила. Еден ден албанците ќе се свестат дека се користени како страшила и ќе им вратат нив. Затоа што они играјќи го се прават многу фини дека многу ги сакаат албанците, уствари лажат дека ги сакаат албанците, него добро, тоа е да. Злоупотребуваат. Ќе зборуваме и за нели ставот на албанците. Прво нека ми објаснат кога тоа ќе не штити НАТО кога сме обкружени со НАТО држави, каква тогаш имаме ние опасност. Господине Влахов Мицов, еве кои се постулатите на Единствена Македонија за ЕУ за НАТО? Вие нешто не одржувате пресконференции, нема ни покани до медиумите. Са некој вели не постава затоа што немаат приврзаници по два тројца. За точно ли е тоа, сега да ве прашам? Сега вие секој тоа на секоја 2 минути правите провокации, тоа вие не правам провокација, не. Зошто еве не свикате пресконференција и покана до медиумите за да кажете за ЕУ за НАТО против ова против ова? Пресконференција ќе имаме утре на Пладне, за да збориме за притисоците врз нас. Имате ли испратено покана? Ние до овој момент немаме добиено покана како поканата. Има испратени покани до сите медиуми, така. Сега, друго, ние испраќахме соопштенија, речи си секој ден. Прес одржувахме неколку пати през надвор, одржахме пред собрание, кога поднесохме за повлекување од членство во НАТО, пред владата, кога поднесохме за повлекување од Европската унија. Истовремено канцелариите наши имаше еден период се ревидира. Зашто еве мейлови што праќа господинот Бачев се уште под Народно движење за Македонија доаѓаат мейловите, кога ќе се Пошто веб страницата, ние имаме многу информации и сега мора да ги префрлиме, пошто тоа е драгоценен архив, да ги префрлиме, така што веб страницата Единствена Македонија за одреден период од време, таму пишува Народно движење за Македонија, Единствена Македонија и така ќе биде доколку сите ама го има тоа. Затоа што делува малку несериозно, нели? Нема ни сериозно. Еве пак провоцирате, што несериозно? Па тоа е континуитет, ма нема забуна, што забуна? Па сите нормални луѓе. Еве сега вие намерно сакате да ви навредам. Па сите нормални луѓе се слушнали за Единствена Македонија. И сега каков доказ е тоа? Доказ е тоа дека, значи, гласот на Америка се
побуни за руско влияние во Македонија, Дојче Веле се побуни, па во Македонија не се слушнали. Сега, па ние за тоа утре ќе одржиме прес точно за притисоците които ни се прават. Но јас ќе се повржам со тоа да кажам дека воопшто, чекайте сега. Јас ќе ви кажам. Притисок, господине Притисок ни правят, значи и од актуалната влада и од надворешни сили, но тие са да не се формирате, за да не ние сме се формирали, формирали сега. Да не функционирате јавно, да не. Сега, значи, тие се плашат за тоа што тоа е единствената партија која не се формира по нарочка од надвор, од некаде од надвор. Ете тоа. И што има и социјални на ова реакциите затоа што единствена Русија, нели, водечката партија во Русија, и сега овде единствена Македонија. Единствена затоа што ние велат клоне на единствена Русија во Македонија. Нашите, видите сега, моментално стратешките интереси на Русија се покопуват со македонските интереси. Русија да е ставила менување на име? Не. Да е ставила македонски идентитет под прашалник? Не. Македонски јазик, што изјави Путин? Македонскиот јазик, нали, тоест словенскиот јазик дојде од македонските јазик. Слушнах. Ете така. Значи, Русија нуди значи згодни договори, Русија не нуди менување, видите, сега тоа може да е така грубо, ама тоа е како едно јагне, нали, со волк во кошара. Сакаш јагнето сака да се напика кај волкот, а уште пред да влезе во тоа, волкот му става, па ти мора да си мениш име, па да си мениш идентитет, тоа јагнето сака да се гушка со волкот. Па тоа не е нормално. Тоа е зомбиран тоа. Сега врхушките зашо Алек велеше дека не е тоа за безбедноста. Точно е, в суштина, Алек, е точно. Тие сакат безбедност, ама безбедност не да држат, безбедност своја, НАТО да влезе и да ги чува. Тоа ти е. Пошто видиш кога НАТО влезе во Црна Гора, сега кој се побуни во Црна Гора го апса. Ете, тоа ти е НАТО. Тенковете се таму, во Подгорица. Притисок затоа што некој се плаши од вашата партија. Колку членство имате во вашата партија? Па некој се да се плаши. Некој се плаши, госпожо, од идејата. Идејата тоа да бидеш, нали, да баталиш НАТО и да тоа. А колку членство вие ќе видите скоро колку членство има партија. Јас ви давам можност да кажете во самовистина како нова партија промоција и треба во секој случај. Зашо нова партија? Релативно нова, под ново име, под нов код, под нова програма. Под ново име, по континуитетот е ист. Ако вие прочитате програмата Народно движење за Македонија и таму има значи определби и таму има точно тие социјални кои викате дека се илузија и таму има другите политички точно така пошто било по електронските медиуми каде е објавена програмата објавена е на веб страната ни ете така и е рестурена за почеток ви кажав во 100.000 пример на веб страна како Народно движење за Македонија па после единствена Македонија значи се уште не е преместено во Фејсбук има и единствена Македонија профил и тоа. А друго, да ви кажам, сега, нашата цел е на терен. Сега, не со тие анкети за кои збореше и Алек. Со тоа, за тоа што, јас ако дојдам со вас... Што велат граѓаните, господине Балахов, мислов што ги посетуваат вашите кворуми, како да кажам, што велат? Јас тоа ќе ви кажам, ако вас ве земам, еве сега во четврток, ќе бидеме во Гевгели, ако ве земам со мене, така, и вие кажете, таму на присутните ЕУ и НАТО, мора да ве брана. Навистина мора да ве брана. Тие кои прават анкети телефонски, тие немат поима што е во Македонија, во Македонија врие, во Македонија кога кажеш НАТО ќе те истепат, ама не во Скопје. Така што за тоа е во прашање. Така што јас ќе мора да ве бранам жестоко. Ако вие кажете Еве господине Влахов Мицов, ние ќе пратиме дописник во Гевгелија. Пратете ни покана во четврток, кажете ни во колку сат ќе пратиме во Гевгелија дописник и ќе имаме вие прво таа покана дека сме ви пратили, нали, уште пред ден и пола, покана за утрешниот прес, вие прво дојдете на пресот, потоа на ако е добро, ќе дојдеме велиме јавно се обврзуваме. Така, точно. Добро, ајде да зборуваме за околу Лавров и ставот околу позицијата на името господине Русјаков, сигурно
сигурно сте ја прочитале таа изјава, не ја прочитавте. Не, затоа што вие денови не бев тука и затоа што имав друга работа, стварно навистина не ја прочитав. Така, значи изјавата ќе ви искоментирам кажа. Така, значи што се однесува до активизираните преговори и напори за решавање на проблемот со името Македонија, тие преговори мошне долго време беа во полузаспана состојба и се интензивираа дури тогаш кога САД решија дека Македонија мора да биде дел од НАТО. И бидејќи Грција веќе е во НАТО, вие како да немате потреба да правите отстапки додека Македонија, значи ова е како одговор на новинарот, инаку грчки новинар го има правено овој разговор, вика додека Македонија пак која сака да ја вовлечат во НАТО, како да има потреба од таквите отстапки, тоа во суштина е тоа. И сега има прашање нели какво име Грција и Македонија и да усогласат за поранешната Југословенска република Македонија, така не условува Лавров, доколку за него има официјално решение пропишано во Уставот на Република Македонија, најверојатно сите ќе го признаат тоа име. Па ја не гледам ништо чудно во изјавата. Не е чудно затоа што да речеме оние луѓе што се претежно свртени кон Русија, а велат дека ете можеби Русија нешто ќе помогне за да не биде Македонија по толков притисок од тој аспект. Што се само свртени кон Русија, ништо друго што не гледаат во животот, значи ако има обсесија Русија, пак ќе им биде јасно дека Лавров всушност политичарите се јасни и гласни. Светските, нашиве не. Нашиве не, можеби во смисла ете дали може нешто да помогне Русија во тој дел. Зашто да помогне Лавров? Ќе се повторам да се нели релаксира малку притисокот кон Македонија. Па веројатно ја видел, веројатно ја видел пресконференцијата на Заев со премиерот на Турција и си вели кога овие сами се спремни да се обезглават, ќе ги прифатиме и без глава. Тоа е нормално. Значи не е поентата дали нас Лавров, Трамп или не знам Макрон или Меркел ќе не поддржи или ќе ни помогне. Прво ние сами сме ненормални. Ние сме сами ненормални. Ја ви прашувам дали има нормална жена или маж која што ќе прифати сексуални услуги за да добие одредена работа. Дали е тоа нормално? Не е нормално. Не е нормално апсолутно. Не е нормално. Ова е уште поненормално. Сега да се надоврзам со тоа кое кажа Алек. Еве сега по изборите на 11 декември 2016 година рускиот амбасадор Шербак нели имаше средба со Груевски во врска со тоа дека се обидува да наместат изборите 51 на 49, 50 на 50, нали? Тоа беше јасно. И Бели што правеше. И што му вели Груевски? Ние имаме определува каме НАТО. Па тогаш ајде на не тоа. За парламентарните избори господин Влахов Мицов 2016, така? 2016, во декември, така. По изборите. Потоа, еве сега, кога наместени ли беа тие избори за 2011? Сега на тоа алудирате, требаше да се наместат 50 со 49? Мораше кога беа објавени резултатите, нели се стануваше збор за едно прегласување каде Бели одеше за да бидат изедначени. Во Гостивар некаде беше така. Ете така, ете тоа. Сега, значи ние сме за тоа. Еве Заев се средба со амбасадорот, рускиот, нали? Так. Сега и вика, ние сме кон НАТО, ама вие да ни купувате производите. Па ти имаш памет, сега вие тоа и така и дури излажа дека тоа дека добил од амбасадорот амин за НАТО. Па тоа се смешни, па руската амбасада демантира. Еве Мицковски исто сега новиот лидер се среќа со тоа и вика па ние сме за ЕУ и НАТО. Па тогаш сега велите како Лавров да направи со идиоти. Ај пак ќе повторам. Немојте господине Влахов Мицов така со тој израз, значи ве молам. Добро сега, што е тоа? Ајде, добро, нивото. Пишуваат пак пораки и коментари, што не ги пуштаме во етер, ќе ги пуштиме. Нека се, видите сега. Вие ќе пуштите, ма јас исто си пуштам текстови. Така што можам да пуштам и за вашата телевизија. Што го имам. Така што да не одиме на тој степен, нали, и слободно ќе пуштам, потоа некој од вас ќе плаче. Така. Но во прашање е тоа. Лавров што може да направи? Затоа викам, кога сите се забегани, станува збор сите, кои сите? Ете тие врхушките, пошто народот никој не го праша, а врхушките имат интерес. Имат интерес пошто тие добиват, тие донации од Европската унија, тоа се лажна работа. Каква донација? Еве тука имаше, што е тоа? Еве, нели македонската армија доби чизми од 1982 година, времето на Чехословакија. Еве тоа, амортизирани опреми и тоа беше објавено како донација. Па што се правиме ние на недовер? Па да, еве сега тоа од 82 година од времето од Чехословакија тогаш беше социјалистичка. Па ние сме, затоа викам, ако народот не е, народот е паметен, тие се забегани, тие имат интерес да бидат забегани, пошто се подкупени, пошто крадат и тоа имат интерес. И НАТО сакат да ги чува. Ете тоа тие, а народот што ќе го тоа чува. Господине Мицов, и на почетокот кажавте дека крадат и едни и други, сега располагате ли со информации конкретни?
Немој па нас некој да ни залепи некоја пријава, затоа што би требало докази да располагате со докази за такво нешто. Ја ми кажете вие, значи, во 1990 година, кога се направи тоа рачет, тогаш македонското богатство беше оценето на 5 милиарда западно-германски марки. Каде отидоа тие пари, госпожо? Каде? Во моите джебове, така, не знаете, ама не отидоа надвор. Така, сега ембаргото во Србија 92-95 година со шверцот, каде отидоа тие пари? Па не знаете. Така, сега, а криминалната приватизација? А тие сега, кога велам, 36 луѓе кои добиват на 30 милиони, тие шо, нали, нешто работат за да ги добијат? Вие знаете шо са на година повеќе од 30 милиони евра? Добро велат за луѓе што работат во IT секторот, во тие работат во тоа, во како, па има луѓе кои се искупили по Македонија, немојте така. Ајде, тоа се знаат. Добро, веројатно постојат докази за тоа. Има сега можеш да со просечна тоа и како од просечен работник, а некои кои се били како ги викаат волтари, станали тука. Кај работите вие, колкава плата? Работам во Институт за национална историја, така, како редовен професор, платата ми е, сега ќе ви кажам, 32.000, мислам 114 денари. Ете тоа, така, сега надвор од тоа, кога пишувам немам хонорари, само кога објавам книгите. Сега јас не се жалам и не сум дошол во Македонија за плата. Ама некои сакат, и ќе го кажам за 10 пат, да крадат, мислат дека ќе го занесат на овој свет. Зашто сте дошле? Сигурно од нешто треба да живеете. Па сега видите, сега јас за тоа викам, не се жалам, сега колку тоа, значи живеам. Добро, вие пишувате, публикувате книги све. Добро, публикувам книги све, но тие книги не е тоа. Јас публикувам книги и за некои од нив добивам хонорари, за некои не добивам. Ви реагиравте на последната програма на што извади Министерството за култура. Па реагирах не за друго, јас не сум конкурирал. Така што не сум конкурирал, но реагирах за тоа што не може од 535 проекта книжевни Тетовски албанци да добијат 99. Се извинувам, ама Тетово е еден град со 2,7% од жители на Македонија, а албанците процентот е помал од 2%. И имат 99. Па јас не знам во Тетово, ако има толку многу интелектуалци албански, тоа значи не знам што е. Јас за тоа пишах дека мислам дека станува збор за Министерство за култура не во Македонија, а во Албанија, и дека тие дават проекти за Тирана и за тоа, пошто не можеш ти, што е тоа? 13,6 од малцинството во Македонија добило проекти во близина 50% од книжевните, а за да не збориме за театар и за тоа 4 милиони евра, не знам што. Еве како се трошат парите. Да. Ето тоа е. Господине Русјаков, што може ли да замислите што би се случило ако дојде до фаза да се промени уставот или името, пардон, значи на името на својата татковина. За мене тоа еднакво, значи поставувате знак на еднаквост, на равенство практично. Вака напишав пред неколку години, кога нешто тука интензивираше Груевски средби, со не се сеќавам дали беше Папандреу, не знам многу кога се гледа. И кога почнаа да зборуваат дека они се ги приближиле ставовите, ја им напишав. Беше околу 2010-2011 година. Ја им напишав географската одредница за мене ќе биде окупаторска држава. За окупаторска држава има два начина: или зимање пушка и водење војна за ослободување на територија, или напуштање на државата. Ја нит знам да пукам, нит можам да гледам, нит па имам како христијани некои замисли дека треба да се тепам со некого. Ќе го поддржам македонскиот народ ако се крене за борба за слобода, антифашистичка ќе биде повторно, но сега за сега си мислам дека веројатно ќе напуштам таа држава која што веќе нема да биде Македонија, пошто ќе немам да бидам татковина, како што рекол Ходоровски, ќе ми биде татковина таму кај што ми се чевлите. Но промената на името значи укинување на еден идентитет, погубување на тој идентитет, и секој што ќе се зафати со тоа, нека биде свесен дека е најгрозоморната форма на нацист. Кој што, дај Боже, еден ден ќе заврши сето оваа голгота, оваа агонија што ја живееме заради неспособни, подкупливи политичари со свитка нрвет, ќе заврши како хуман
Значи некако оној што беше Нирнбергскиот процес, но ќе има хуман Нирнбергски процес за сите нив. Малку не најголемите велепредавници на Македонија да си ги земат парите и да го остават пасошот. Пошто парите за мене се минлива работа, на оној свет не се носат, така што велепредавниците што направија десетина велепредавства во овие 27 години да си го земат богатството и да го остават пасошот и државјанството. Еве, господин Влахов Мицов, претходно господинот Русјаков спомена за албанците, вели тврди дека и ние албанците или мнозинството од нив не се за промена на мнозинството. Не мнозинството, но има и албанци кои што не се, има албанци точно. Нормално. Има и вакви и такви секакви не има. Еве, што мислите ви? Од друга страна слушаме, еве да речеме преку водечката партија на албанците Дуи дека бараат брзо да се реши процесот за името, велат дека албанците па се стекнува нели впечаток во јавноста дека и тие се со поголема бројка нели за во мнозинство кога е во прашање нели поддршката за партии, ве молам. Партија не оди во амбасада пред да направи пресконференција. Тоа не се партии, тоа се. Има информации господинот Артан Груби од Дуи беше во Америка, се има информации дека Лавовски се борел за да се реши прашањето за името. Сега кој се борат и други Лавовски да се реши прашањето во интерес на албанците. Сега јас тоа го напишав и може да сте го читали дека тие значи, со таа своја политика во продолжектот на 27 години, со тоа, значи, свој тероризам и со тој експанзионизам, албанците значи, работите ќе стигнат до таму дека тие ќе имат две можности. Или да почнат да учат рускиот јазик, или да се научат да пливат. И тоа го велам ептен сериозно. Сега, инако, нали, тоа сакам да кажам, дека пошо Алек зборуваше за тоа, значи како... Чекай, зашто господин Влахов Мицов сега, нели може да и навредени албанците да се почувствуваат? Види сега, јас, шо мислите вие? Јас не се чувствам навреден кога во мојата држава ме управуваат странци. Па не управуваат странци. Како да не ме управуваат странци? Влада политичари. Каква влада политичари? Па што има врска со Ахмети кој не сака да има тоа, не сака да зборува албански јазик и другите и тоа? Па што имам јас со тоа? Да не се наоѓам во Албанија, да не се наоѓам во Косово, што мислите вие? Па така, овој пишува, сега тоа поранешниот амбасадор, пишува до 10 години ќе има трета албанска тоа држава на Балкан. Сите го обвинија. Ама не е битно што е обвинито. Јас за тоа викам, тие ќе дојдат до таму да имат избор. Или да учат рускиот јазик, или да се научат да пливат. И тие кои знае што беше, така. А што се однесува за тоа со Русјаков, еве и јас и партијата на која припаѓам, ние сме спремни за борба, сите опции се отворени пред нас. Сега тоа мора да знаат тие кои слушат, независно дали ќе се сложат или не. Значи сите опции. Како ќе водите борбата, господине Влахов Мицов? Видите сега, ние не сме ни Груевски, ни Љупчо Георгиевски, ни Мицковски. Како ќе биде тоа, но, повтарам, сите опции се отворени. Кичма, вртене, тоа се за други луѓе. Ете тоа сакам да кажам. Па кој сака да го сваќа? Дали ова значи отворена закана за сите оние кои сакаат поддршка и членство во НАТО да се зачениме тоа значи дека сите опции се отворени. Кој сака како сака да го разбира. Но Прилично уверено ова го говорите. Од што сте поттикнати или охрабрени, како да кажам, од поддршката на терен што имате? Сега, јас ви кажав дека човека кога нема што да губи, тој може да биде храбар. Може да го сватите тоа? Не можете. Добро, друг пат ќе го сватите. Го сваќам јас, господин Влахов Мицов, сакав околу, меѓутоа еве сите политички и етнички чинители во државата застануваат зад ЕУ и зад НАТО. Добро. Се формира национален консензус. Дали знаете во периодот 41-44 дека пак сите со исклучение тука и председателот сега алудира на тоа што беше во клубот на пратениците. Така. Знаете дека во периодот од 1941 до 44 па сите се били со окупаторот, со исклучок на партизаните и на антифашистите, знаете тоа? Па добро, знаете што ги е снајдел. Уред. Така. Па ова е премногу екстремно. Па нема екстремно. Кога се бориш за држава нема екстремно. Екстремно е да седиш како говедо во клавница. Тоа е екстремно. Да бидеш идиот. Тоа е. На кога алудирате сега така? Алудирам на тие кои
Пуч, ама тоа е така, ние сме за НАТО, ние сме за ЕУ, бе, тоа ти е. Ето тоа ти е. Ете тие са истите кои са. Ние сме за НАТО. Па и тогаш сите беа са били за Бугарија. За италианските, тоа за балистите, сите тие са били. А потоа кога видеа на Дунав тоа, први трчат да носат лепи и сол. Историјата се повторува, госпожо. Може, да, се повторува историјата. Господин Русјаков, еве, може ли да претпоставиме како ќе се заврши овој процес? Факт е дека е поделена јавноста во Република Македонија, не само политички, туку би рекла еве околу овие позиции, нели, за про и контра ЕУ и НАТО. Поделена јавноста. Кога е во прашање, нели, потребата за менување на уставното име. Видете, по јавноста во секоја држава е поделена околу секој прашање. Има вакви што мислат и така што мислат. Јавноста кај нас е поделена на СДСМ и ВМРО, поделена е на ова и на она. Меѓутоа сега кога доаѓа, кога ги чувствуваме вистинските, пеколните, последните удари од сите страни, кои што октруираната влада на Зоран Заев, знаете, претпоставувам што е октруирана, тоа не е легитимна влада, така ќе биде запишана во историјата, тоа е нелегитимна влада, нема избрано. Затоа што не е врз база на ова мнозинство што нели го релативизирате што било во. А изброите ги, не го релативизирам, изброите ги рацете, може да го изброи тоа секој, не треба нешто да се. Ама еве меѓународната заедница ги призна сега како легитимна влада. Видете, меѓународната заедница го поддржуваше Милошевиќ, па го сруши Милошевиќ. Меѓународната заедница, што подразбирате под меѓународната заедница? ЕУ и НАТО. Меѓународната заедница во 1938 го поддржа и Хитлер. Кога уништуваше Чехословашка, така? Така е. Да. Така што зборувам дека и опозицијата го прифати тоа како реалност, како да кажам. Чекајте сега. Вие тука кога разговарате со мене, ниту сум представник на меѓународната заедница, ниту сум на власт, ниту сум на опозицијата. Но како тези ги ниту едно од трите не ми е мене авторитет. Како да ви објаснам? Меѓународната заедница е фашистичка. А владата и опозицијата се полтрони. Да ги расчистиме работите. Треба да викнете некој од владата и од опозицијата да ви објаснат дека нема друга алтернатива и дека што. Да, ние сме викали и ни гостувале и од владата и од опозицијата. Јас ви кажувам. Еве сега викаме вас, меѓународната заедница во однос, меѓународната заедница во однос на Македонија се фашисти, се обидуваат да спроведат Холокауст. Ние сме новите евреи на 21 век. Нека си запамтат сите амбасадори што слушаат и го поддржуваат тоа, ќе им влезе во извештаите нивни, дека биле дел од фашистички обид за уништување на цел еден народ и неговиот вековен идентитет. НАТО е терористичка организација која што секаде каде што отиде губи над милион цивили и не донесе демократија, да се не донесе дали има Ирак демократија, дали има Афганистан демократија, дали има Сирија демократија, дали има Либија демократија, дали во арапската пролет што ја направи Ция има демократија, нека ми објаснат. Еве нека ми објаснат овие мудреци со некоја колумна утре, нека ме демантираат. А ЕУ се распаѓа затоа што си замина најмоćната членка. Британската империја. Ја не ја викам Велика Британија. Но Германија и Франција се тука уште. Ќе си отиде тоа уште малце, веќе се зборуваат муавети за моćните земји на Европска унија, слабите. Така, за Европска унија на неколку брзини, така Чешка добија антиевропска влада, значи антиеу влада, антиеу председател, се извинувам. Полека си се менуваат работите, меѓутоа кај нас, затоа што нашите политичари и грантирани новинари и медиуми мислат дека сме малоумни ако постојано ја веруваат истата работа. Знаете што зборуваат? Некој и за вас дека се зеле пари, мислам го читате тоа по зборуваат. Јас сум зел пари само на конкурси на кои што сум конкурирал и тоа најчесто пред се ме одбивале, а потоа сум земал. Нешто сум земал. Но никогаш не сум земал за да терам политичка агенда. Друга сакам да ви кажам. За документарец за Сорос нешто мислам дека за тоа ме ангажираше приватна телевизија, што има врска тоа. Ја пред да ме ангажираше телевизијата, приватната телевизија, ја 5 години водам војна со Сорос. Ми беше задоволство. Но прифативте да работите на документари за Сорос. А пак ќе прифатиме, подунете ми да ме направам нова приказна за Сорос, пак ќе ви направам за неговото дејствување. Добро, на одјавната шпица стои дека е друг нарачател на таа документар. Јас го правев. Да. Кој сака, ви кажав дека ми е нарачан. Да. Па даде вие како приватна продукција, јас сум режисер. Можете да ми нарачате проект за било што. Да. Вие сте приватна телевизија, така? Да. Јас сум фриленсер, слободен уметник. Да ми нарача филм за ликот и делото на Никола Груевски или на Зоран Заев, немаше да им прифатам.
Зошто, господин Русјаков? Што? Што не ми се интересни, ми се менливи. А Сорос што ви е интересен? Сорос ми е и како Сорос е еден од најопасните луѓе, значи он е машата на ција. А овие не се толку опасни, сега сакате да кажете, малку да внесеме. Не, они се безопасни, ама се опасни во однос на нашата држава. Иначе на светско ниво се безопасни затоа што се пиони, ги менуваат како сакаат. Значи, како се вели тоа, лидери на големи земји како Ирак, како Либија, кои што се големи земји, да не зборуваме за јужноамериканските земји, вака ги ништат, па не нашиве кои што во старт се нудат, ги смакнуваат гаќите. Така што Џорџ Сорос е и како многу опасен, погубен лик за светската цивилизација, за хуманоста на планетава Земја. Сорос е првиот. Каде е таа Европска унија и НАТО да ја помогне на Украина сега? Сорос беше пратен да го започне тоа, почна уништувањето со неговата Ал-Каеда на Кели, што ги создаваат преку платеници, овие што се, како ги викаат, лажнава авангарда која што не размислува подалеку од ништо и сега пола од нив, ау што направивме по Фејсбук. Не се битни они, пошто се неважни. Меѓутоа Сорос ја растури Украина, влегоа платениците на НАТО таму, пукаа од прозори по луѓето, ги лажеа дека ја уништи Украина и ја остави. Зошто ја остави Украина? Им почна друга криза. Ке го цитирам претседателот Иванов. Европската унија е неспособна унија која што не може повеќе од еден проблем да реши. Затоа што кога почне кризата ја заборави кај се Украина. Се Украина не е пола држава. Не е ни пола држава. Поделена. Па каде е сега да им помогне Европската унија и НАТО? Господин Влахов Мицов, што ќе биде тука, сме речиси на крај на емисијата, еве што ќе биде ако сепак се прифати да биде променето името за надворешна употреба и ако остане идентитетот јазикот македонски. Како види сега, вие во една реченица зборите контраверзни работи. Не зборам контраверзни работи. Така, ако се промени името за надворешна употреба. Само за надворешна употреба да биде, не и за ергомнес и за внатрешна употреба, дали е тоа ергомнес е за нели севкупна употреба и за дома и за надвор. Чекајте сега. Ако се прифати, да не се прифати за дома да биде променето. Ајде сега малку размислувате што кажете сега. Да. Ама размислите. Размислувам. Добро. Да се прифати за меѓународна употреба, така? Так. А во уставот да не се чепка, да така? Не се чепка, така. Ај кажете ми сега, пасушите како ќе бидат? Не знам, за тоа велам. Ако остане ама за тоа ви викам мора да размислите малку, малку со мозок, ама не размислувате. Самиот факт дека ми правите такво прашање покажува дека не размислувате. Па може ли да биде да? Чекај, не е навреда. Што ако остане, како што се вели дека името Македонија ќе биде дел од тоа ново композитно име, нели ако се договори, не знаеме, ние зборуваме све предпоставено, и името за јазикот и за националите да стои Македонија. А чекајте сега, Кој е тоа Македонија? Добро, јас тоа ве прашам. Како ќе го смените, па видите сега, вие кога излезете од надвор од државата, како ќе излезете со Република Македонија? Вие не може да излезете според тоа. Вие мора да излезете според новото име. За тоа ви кажам, па малку мислете со глава. Јас не знам како е тоа. Веројатно во преговорите се наоѓаат и пасошите, како би било, што би било. Како ќе биде со пасошите? Па што во преговорите со пасошите, кога се знае дека надвор, може ли јас да излезам сега надвор со пасош? Со два листа, да. И како со два листа? Па нема таква работа, видите, во светот, ама нема го тоа нешто. Ама зашто? Еве видите сега. Нешто најелементарно, јас за тоа се чудам. Еве, новинарка тоа, ми збори како може да има, значи за надворешна и за внатрешна. Па внатрешната употреба што ти си таков како те мислат, како те сметат надвор. Не, затоа што некој велат било опасно тоа што сега се бара ерга омне за севкупна употреба и дека ќе било помалку опасно ако биде само за надвор во некои меѓународни организации. А вие знаете дека само некаде по еден месец по тоа ќе биде, значи, ќе мора да се прифати тоа промена во уставот, за да се изедначат тие работи. Сметате дека тоа е неизбежно? И добро, ама не можете да излезете, не можете да отидете до Бугарија, бе, госпожо. Сега не можете тоа. Сепак ние не знаеме. Ама што има да, ама што има пакетот, нели што предвидува како еве сега, добро. Еве сега вие имате, значи, имате лична карта со име. Ајде сега ќе ви го сменим вашето име, така, за надворешно, кога ви тоа
така, значи, а внатрешното се остави. Добро, ама во личната карта вие ќе се останете со тоа кое си е. А излезете со другото, ќе кажа, чекайте, па тој е друг човек. Еве, уште на крајот сосема, значи може би ќе добијам време, сакам да ве прашам зошто овие меѓународни алатки, механизми на меѓународното право не даваат соплот. Еве, Македонија доби нели таа, како да кажам, одлука на меѓународниот суд на правдата, за тоа велам. Зошто тие алатки се толку немоќни, да речеме, во тој меѓународно правен промет? Видите сега, тие не се немокни. Тие не се немокни. Ама шо кога го добивме, уште почна политичарите, ај не смееме тука да се радваме, мора да бидете мене еднокрвни и тоа. Сега, ако сте обратили внимание, или пак гледачи се обратили внимание, имаше еден период, една недела и 10 денови, кога од НАТО и од Европската Унија имаше молк. Немаше ништо. Так, значи тие чекат реакцијата. Ние молчиме и така, нали, не смееме да се... Овие кажа, независно од тоа. Значи, ти, кога си го добил, уште идниот тоа. Не, станува збор, кога го добиеш, уште идниот ден. Еве, ние аплицираме тоа са црвените линии, толку, нема. Значи ти, а ние чекаме, како и беше некој, чекајте да видиме шо ќе кажат, тоа ти си го добил судот, јас да добием еден судски спор, а да чекам шо ќе кажат организациите каде сакаш да се зачиниш. Сметате дека Македонија не е капитализира таа... Супер што го спомнавте пресудата во Хаг, кратко да ви поставам една теза вака, ако вие сега дојдете во суд со државата Република Македонија, каде што ви има оштетено, да речеме, не знам, некој моќник, партиски моќник, се едно, бизнес моќник, ама ви има оштетено, сите докази се на ваша страна. Одите на суд и го добивате судскиот спор. Меѓутоа, Република Македонија не го почитува судот и одлуката на судот, тоа се случило многу пати кај нас. Што во таков случај викате за државата Република Македонија? Мене лично ми се тоа случајно. Да, ама што кажувате тогаш? Викате, не сакам да живеам овде, ова не функционира. Не, живеам и понатаму тука. Не, ама не функционира, неспособно е, никако е така. Не ви се допаѓа тоа, не е убаво. Е така, Македонија... Не можеме да генерализираме за цела Република Македонија ако некој судија не постапил како што треба да постапи. Ама не ја ви кажувам, судот постапил како што треба. Вие сте го добиле спорот. Да. Ама државата не го почитува судот. Па после го променија, после месец дена, затоа што беше моќник, кога го кажавте, да не злоупотребуваме мисијата. Вие тужите, судот пресудува во ваша корист, ама државата не го есапи судот. Каква е таа држава? Таа држава е погрешна држава, лоша држава затоа што не се го почитува, не ги почита судските одлуки. Е такви се и НАТО. Затоа што судот пресуди... Во однос на ова сега сакате да кажам... Нема разлика, нема разлика. Нема, тоа не се сериозни, тоа не се... Утре ќе одлучат дека треба да им се зимаат првородените деца на сите, така ќе им текне. И ќе си ја донесат одлуката. Така, зборам за моќта на меѓународното право, за тоа зборувам. Украина ние веќе сме на самиот крај на емисијата. Тие не се виновни. Сега тоа е како одите на пазар. Одите на пазар една сергија. Колку чинат јаболките? Па 20 денари. Па скапо ми е. Чинат тоа. Што правам? Одам на втора, па потоа трета прашам. А јас седам на првата и викам, ама каков си ти таков човек, зашо ти си тоа? Ајде ги симни, па не сакам тоа. Овој нема да ги симнам, ќе платиш 30. Ама чекај бе, кажа ми 20, па ќе платиш 30. И ти седиш на таа сергија, нали, уинато и не па се разшетај бе, па одиде на друго место. Ние така седиме на едно тоа и се жалиме. Ама тие не ни прифаќате ми, па кога, па луѓето во светот, пошто јас кога одам, се смеат, викат, па што тоа бе, зашо седите, клечите како... Не, добро, може би владите гледали, размислували се други опции, барем така кажувале луѓе присутни овде, што биле блиски до тој процес. Петре М. Андреевски, сега со тоа ќе завршам. Петре М. Андреевски беше напишал во последниот свој роман во 2006. Значи тој беше така кажал. Во Македонија управуваат две партии, СДС и ВМРО имал тоа, значи чии патриотизам завршува на врхушките во нивните джебови. Петре Андреевски, не Стефан Лаковин, Петре Андреевски, тоа го кажа 2006. Добро, јас ви благодарам. Повелете и вие, господин Русјаков. За 20 години сите овие апологети на ЕУ и НАТО, што како навие не ги повторуваат истите работи, се надевам ќе видиме сите тројца живи и здрави, ќе видите, ќе бидат најголемите апологети на Кина. Затоа што Кина ќе владее со светот. Добро. Убаво што понудивме и вакви размислувања на јавноста. Ви благодарам што бевте дел од Самовистина. Се надевам не е последен пат. Почитувани, благодарам на вниманието. Довидување.